Ви благодарам за одвоеното време. Јас сум поет и писател Елизабета Трајчевска-Ѓорчевска од Охрид, потеклена од Федериксарскиот крај. Добитник сум за прв пат оваа година во јануари 2025 година на трета награда на меѓународниот литературен фестивал, фестивал на поезија, култура и уметност за деца, млади и возрастни 2025 во организација на Милица Павлус и Светската поетска асоциација. Добитник на повеќе дипломи, признанија, благодарници за учество на меѓународни поетски манифестации во Македонија и учесник на повеќе збирки од група автори. Сега ја повикувам председателката Љупка Ристевска на Сдруженијето Тајните во моето срце. Благодарам за соработката, ја повикувам да каже збор. Добро вечер на сите. Јас сум Љупка Ристевска од Охрид. Во Сдруженијето на родители на деца со посебни дарби за моето срце и благодариме на Елизабета за окажаната поддршка и благодарам и на вас што дојдовте сите на вечерва. Благодарам. Сега го повикувам мојот драг поет и писател Дмитрий Манговски-Раздавски, кој ми е рецензент на третата книга Мали нешта до големи дела. Добро вечер, ја мене почитувани присутни. Ми беше чест кога ме покани мојата драга колешка да ја видам на изината трета книга и со задоволство прифатив поканата. Така да мислам дека се создаде едно убаво дело што ќе има реперкусии во понатамошната литература македонска во сите генерации со оглед на нејзиниот препознат стил кој што го преферира во пишувањето. Овој пат со оглед дека веќе има повеќе книги напишано, рецензенти во првите две книги беа мојот и нашиот почитуван колега, за жал сега покоен Златко Бошевски и професорот Лозановски, кој што од него оправдани причини не се тука, така да во ова прилика ќе искористам таа можност да ги прочитам нивните рецензии. Значи ќе почнеме со првата рецензија од првата книга. За една пронајдена љубов. Пред нас се појавува збирка на млада поетеса да ни покаже дека се уште не завршило корештото на Деметрисарските автори. Елизабета Трајчевска го отсонила сумот и го испишала низ овие страници за спомен на незиното постоење како знак на пронајдената љубов, љубов кон Бога, кон човекот и кон најблиските. Низ стихопења ни ги открива своите тајни мечти, љубови и страдања. Со очи неисплакани песни недопеани, ги реди, нижи и везе стиховите. Си ја отвора душата и си ги раздава мислите, зашто знае дека споделената болка помалку боли. Незиниот живот е искрен со многу темни и болни нишки, но и со надежна светлина која што допарва доаѓа. Низ песните провејува очеот и тагата, што ја пустоша душата, запрашувајќи се каде таа погрешила. Затоа и често се препушта на молитвите, но и на судбината одредена од Бога. Не барајте перцепција и врвна уметност во поетските творби. Побарајте ја само душата оставена во скартијата, тагата и болката, низ солзите промешани со мастилото и живајте во читањето. Сречна е со пронајдената љубов, символизирајќи ја со розата, која што ја чувствува како мелем на раните од минатото, додека го отсонува сонот во осамените ноќи. Верува во спасението Господово, дури и престојува нисполно низ конаците на манастирските двери, пиејќи ја водата на покаянието. Се надева на подобро утре, додека ја исчекува иднината, содувајќи и поварувајќи си ја сречната звезда на небото. Мајкините солзи ги горат мислите, додека ги чувствува здраво во очите и сето тоа ни го представува низ незините испишани страници. Нека е добре дојде на незината прва стихозбирка меѓу нас читателите, Златко Бошевски.
Ја повикувам мојата драга пријателка и писателка Даниела Иловска. Книга Вера, љубов и надеж. Почнувам со надеж. Сребрен кога би бил радостен ќе сум. Ете тоа, не мино се среќа. Борот ќе затрепери со иглички мани, реките ќе потечат, езерата со бистра вода ќе наполнат. Циклусот Вера, тој чудесен глас. Рано утро, ден Свети Никола. Летна снежна зима, а во сон глас ми вика: стани, гости ќе ти идат. Се праша, кој ли ми вика? Кога нема никој, се е тивко. А пред икона светја свети камбани силно бијат. Гости скоро ќе идат, во црква ќе одам, светја да запалам и да се помолам на Бога за здравје на моите најблиски. Тој чудесен волшебен глас, од каде ли ми иде? И последниот с љубов за себе. Проговори, слико моја, да ти чујам твојот глас. Кога љубиш, не сакам да знам. Пушти ме да верувам дека секога си сам. Не сакам да те делам. Сакам реката да е цела. Ти си воздух со кој дишам. Срцето за тебе ми чука, за тебе паѓам на колена, зашто знам дека те сакам најмногу од се. И затоа те чувам само за себе. Втората книга на Елизабета Ѓорчевска е Дрвото на животот. Ова е рецензија од професорот Вангел Полозановски од Емилисен. Првата нејзина стихозбирка е објавена во јули 2014 година за една пронајдена љубов. Прва песна е напишана во Белгошкиот манастир Света Петка, откаде што една по една нејзиниот бунар од душата и срцето ги црпи идеите. Токму тука започнува и нејзиниот подобар живот, каде што си ја пронајде нејзината љубов. Нејзината среќа ја символизира со розата, која ја чувствува како мелем на нејзината рана. Дрвото на животот е нејзиното дрво на саканието, како нејзина потпора, крепост, огниште во нејзиното срце, а љубовта кон саканиот, тоа огниште секој момент се повеќе и повеќе го разгорува. Се чувствува како принцеза од времето на цар Самуил, минувајќи низ соништа, низ времето и просторот. Нејзиниот сакан дар е од Бога, а нејзината судбина со која што го испишува низ нејзините страници. Вангел Полозановски. Мои бели бисери, 4 мои драгоцени камења, 4 капки солзи во очите, кои ќе ме насмеат, израдуваат, понекогаш ќе ме натажат. Кога ноктот од месото ќе се оддели, боли, кога бисерот од школката искра од пламен, а чедото од мајката. Но еден бисер од Јерданот многу рано ми се откина, многу драг, искапоци. Ми го украдоа со нож, ми ја распараа душава со жар, ми го изгореа срцево, а душмани што ми зедоа, ајде да не видам. Бог со најтешка казна да ги казна. Тој бисер во срце го носам. Каде да го најдам? Да го украдам, да го вратам на местото, да го заковам на Ѓерданот, каде што припаѓа и таму на местото да тежи и нежно да се и нежно на вратот мој да лежи, да го допрам, да го помилувам, да го осетам, да го возвишам, да го издигнам, да го научам да оди по моите стапки за кои ќе се гордам. Ти и јас. Време е да зборуваат за убави нешта, ти и јас. Време е за една романса, ти и јас. На морската ширна жешкиот песок, еден до друг, ти и јас. На прошетка по шумските патеки прегрнати еден до друг, тело до тело, ти и јас. Заедно под сонцето да се смееме, ти и јас. Пред широките порти да говориме за нас, ти и јас. Нашите разголени тела и усти да се бакнуваат под звездите, ти и јас.
Пред нас четворица рибари, твои другари, со нив ти и јас. Учињата како ангели бели ми водеа по патот и нека не чуваат секогаш мене и тебе, ти и јас. Крај реката под сјајот на месечината, таму рибари, твои другари, наша љубовна тајна нека чуваат, ти и јас. Како љубовта да ни држи, да ни држи во незините раце, срце во срце споени како во едно тело, една душа, за секога заљубени, ти и јас. Рецензија од книгата Мали нештата, големи дела. Лирика опеана со неспротлив жар. Читањето на стиховите на Елизавета Трајчевска-Ѓорчевска повеќекратно ги задоволува нашето љубовниство за ова ново време во современата македонска поезија. Се добива впечаток дека во песните се е познато, видено, почувствувано, но сепак не може да се ослободиме од чувството на необичност, на посебност што обзема од самите песни. Поетесата со лирскиот сензибилитет ни создава еден времеплов низ незиното минато, сегашност и иднина. Користејќи го наративот, поезија во проза, очигледен е напор да се искаже себе си по собствени патишта на пеењето. Елизавета Трајчевска-Ѓорчевска е поетеса свртена кон животот, која со многослојно разнообразие во поетските интими до движењето. За неа се е мотив за песна, каде стиховите течат симултано, понекоја се мешаат со вистината на спомените, на времето, на просторот, некаде се понигнати, недосегливи, откривајќи различни пейзажи и сензации. Со незиното лирско пеење метафизичко и асоцијативно, постојано се наложува незиниот глас со смиреноста, издржаноста, емитивноста на речта која е интегрално свртена кон човекот, кон неговата судбина и кон неговото место под звездите. Во песните доминира љубовта како чудна, како четна и волна инспирација, незината нагласена чувствителност проткаена со покнежот по чистотата, длабочината и трајноста на љубовта. Таа вели: не будиме од сон, оставиме да сонуваме, каде звездите патуваат на небото, завршен цитат. Очигледно неиздржливи траги во нејзиниот живот оставило детство во средношколските години, па сходно на тоа песните афирмативно го опеива периодот на раната младост, каде поетесата емотивно преку песните поврзано со прекрасната планина Пелистер, преку моликата, спомнувајќи ги спомените со Саат кулата во Битола. Поетесата верува во љубовта како највисока универзална вредност која ги руши сите бариери, без никакви предрасуди за неа, потенцирајќи дека само со љубов животот може да биде убав и исполнен. Посебен осврт му дава на духовноста каде својата интима ја дели со сите кои веруваат во верата, ја гласа во песната ликот на Света Петка, при што е видливо дека особено длабоки импресии пренесува од незиниот духовен храм кој се наоѓа сега во незиниот дом во Вилгошки. Елизавета, понесена од љубовта кон животот, од приврзаноста за него, има еден перманентен наратив каде врви низ него, го живее и сонува со отворени очи. Чувствителна за сите вредности убавени, но и за сета себичност и лицемерие што превладува во светски рамки. Поетесата останува занесеник и заробен на надежда, што како нишка тече во незините песни. Во тој живот осамена кон дрво таа го бара своето место, зашто таму може и да биде. Затоа поетесата вели: и би жена, од нивната љубов се роди плод, и би мајка, воин и остана жена. Завршен цитат. Такво е доживувањето на светот во сета негова интегралност, каде поетесата го нагласува својот перцептивен однос кон љубовта, верата, чистотата, убавината, традицијата кои се трајни вредности. Елизавета во незиниот творечки опус има свој светоглед низ времето и со ништата како послание за љубов, пријателство, почит, разбирање, мир, спокојство и уште тришто толку радости, опосакување и убедување за подобро утре. Мојата маленкост, Митре Мангровски Радежански. И благодарам за вниманието. Од Прилеп, поет и писател и хуманитарец. На сите, чест ми е што сум овде денес, само честитки за тебе, како и за мене, за сите писатели и хуманитарци, здравје и среќа и убави ги Господа. Тука се отвори и вика очекувано писмо, тука ќе читам. Очекувано писмо. Може да ме снимиш. Може да ме снимиш. Снима. Очекувано писмо. Еј, ти судбино моја, зашто ми потонаа сите бродови?
Во синото море останаја на половина копие со болката и тагата во срцето. Каде е белиот гулаб да се појави над морето? Синото небо да ги пролета планините, да ги надмине силните ветрови, која ми ја завеа душата од тагата. Гулабот писмоносец, да долета кај мене, да ми донесе писмо твое таму, на брегот од морето. Не се колебај. Ме пиеш со погледот води на чашата. Не се колебај. Мојата љубов искрена е. Ме убиваш во тишината и не буди ме од сонот во кој сакам да те сонувам. Каде дрвјата цветаат, каде царува рајска убавина. Не се колебај. Мојата љубов искрена е. Не ја крши капката роса на дланката и патувај со неја во беззаконието. Не се колебај. Мојата љубов е искрена. Оваа песна годинава ја доби во јануари третата награда во Букуреш на меѓународната конференција. Малото сираче, едно мало детенце на пат стоеше и на патник се молеше за некоја пара, оставено од мајка и татко, потврлено од мајка и татко. Без грев и грижа го донеле на свет и мака му задали, питач да постане. Сакав спомен пара од мене да му дадам, на него секогаш ќе се сеќавам. Молитва до Бога ќе праќам, да го стопли дом и среќно семејството му дали. Токму оваа песна е тоа што јас сум денес хуманитарец. Како поет и автор на 3 дела, ова е прва хуманитарна промоција, каде беше одбележано во Младински центар Охрид, од кој бевме во гимназија, угостителско училиште, следуваат Свети Апостол, Универзитетот Свети Апостол Павле, факултетот за туризам и угостителство. Во македонската современа поезија имам голем придонес со моите дела. Се јавувам како хуманитарец за деца со посебни потреби, деца без родители, ранливи категории и онам каде има потреба. Како што вели Гоце Делчев, ова е поле за надпревар меѓу народите. Живко Чинго, одовде гледаше големата вода и на народите порачуваше. Ваше е само она што ќе го дадете на другите. Да твориме, да помагаме, да не заборавиме. Јас порачувам да градиме мостови на пријателство преку пишаниот збор. Во делата пишувам и за други теми покрај љубовната поезија. Често ги истражувам темите на животот, природата, човечките емоции и размислувањата за суштината на постоењето. Стиховите често рефлектираат со длабоката поврзаност со светот. Љубовната поезија е многу лична и субјективна. Секој читател може да има своја омилена песна или стих. Некои од стиховите се познати по тоа што ја изразуваат љубовта на длабок и искрен начин. Во некои стихови за љубовта се јавува како сила кој ги надминува сите пречки. Обично се прикажува како моќна и длабока сила. Љубовта е истражена не само како романтична врска, туку и како емоција која допира до срцето и душата. Често е прикажана како инспирација и предизвик, која носи радост, страст, но понекогаш и болка. Прикажана како комплексна и многослојно чувство, што има моќ да трансформира и инспирира. Природата често е представена како инспирација на огледало на човечките емоции и искуства. Стиховите често ги поврзуваат природните елементи со длабоки чувства и размислување за животот. Природата во стиховите се гледа и како символ на хармонија, обновување и вечност. Како што вели поетот Митре Манговски Радозждански, секој миг да го претвориме во вечност. И овој миг споделен со вас нека остане вечност.
и запаметен за добри дела. Ви благодарам.
Благодарам за музички изvedби. Благодарам за соработката на директорот на Дом на култура. Благодарам Сдружение Тајните на моето срце, на председателката Липка Ристевска. Ви благодарам, драги љубители на пишаниот збор, што вечер го одвоивте време. Следува уште една четврта стихоспирка, која за скоро време излегува од печат, Нишки од ното на срцето. Ви благодарам за оваа убава вечер.